Политичките партии синоќа на лидерска средба се договорија за предвремени парламентарни избори. Нова влада, односно пратеници, народот ќе бира на 12 април, но како никогаш досега граѓаните им се лути на политичарите. На листата на незадоволство тие нотирале многу замерки на адреса на политичарите и партиите. На што конкретно сте лути на СДС? На све. Посебно за името што го смени. А на ВМРО? На ВМРО ДПМН? Не, сега по-близките си ги запосли, а по-другите ги остави, и така. Се живо, нема што нема. Која влада даде, сите имат афери. Никој не е поминал без афери. Скоро исти си и двете. Додека се на власт, така работат. После во опозиција, обрќате капата. Сите лажат, сите ме оставија на улицата, сега трчам по адвокати, по заводу, оставија ме на улица да просам. Сите се идучишта. Криминална држава, само тоа може да ово кажа. Луд сум и тоа многу. Требаше секој први да има избори, не на година, на две, на три. Секој месец за да сите дојдат на власт и покажат кој што знае, кој што умее. Па СДСМ кога дојде на власт, обеќаваше доста работеше и дека ќе има промени, радикални промени во системот, во државата. Меѓутоа, сите тие обеќавања у програмата не се остварија. ВМРО сметам дека таа партија ја уништи Македонија во целост. Од друга страна, најголемите политички партии на еден или друг начин веќе ја почнаа кампањата. Анализите се дека ова ќе биде една од најжестоките кампањи, а аналитичарите со свој видувања околу аргументите на партиите, со што според нив СДСМ ќе излезе пред народот. Главните адути на СДСМ во кампањата по изборите најверојатно ќе бидат она што после станокот кај Пендаровски веќе го изјави премиерот, а тоа е дека Македонија ќе продолжи на евроатлантските интеграции. Без разлика што не добивме датум за преговори со Европската унија, пред нас е членството на НАТО, кое е многу известно. Веројатно СДС ќе оди со реформите што ги направи и во доменот на економијата и останатите. А кои ќе бидат аргументите на ВМРО ДПМН? На ВМРО ДПМН очигледно тоа ќе биде претезно и не знам што проценти да си изјаснам колку негативна кампања за сите грешки наводни мани на СДСМ, вклучувајќи ја за оваа државна, да речеме, трагедија што на некој начин се случи со Македонија не доби датум за преговори, ќе претворат во партиски пораст. Значи, наместо државен пораст, ќе го претворат во партиски пораст на СДСМ. Чии аргументи ќе бидат посилни и кој ќе успее да ја добие довербата на народот, е рано да се каже. Неизвестноста и борбата ќе траат до 12 април.